Вести на Канал 8. Министерот без ресор Неждет Мустафа во посета на ново асфалтираната улица во ромското мало Стамен Манов. Оствари средба и со одговорните во детската градинка Павлина Велјанова, која што е во фаза на реконструкција, а тече и програмата инклузија на деца роми во воспитно-образовниот процес. Министерот Мустафа ја посети и џамијата, која постепено добива нов лик. Министерот без ресор Неждет Мустафа во посета на Кочани. Сограначалникот Радко Димитровски ја посетија ново асфалтираната улица Стамен Манов во ромското мало, на која се работеше изминативе денови и истата е дел од програмата на владата за финансирање, која чини 1.700.000 денари, при што 1,5 милион се од владата преку декадата на ромите, а останатите средства се од општина Кочани. Декадата, она што го направи за ромите во Република Македонија, сметам дека ќе остане во едно долго сеќавање. Вчера бе во Штип, денеска сум во Кочани. И морам искрено да ви кажам дека ова задоволство моје и на самите роми ќе остане генерацијски. Децата што со децени газеле кал, веќе втор ден како се гледа дека е нов асфалтот тука поставен, веќе ќе заборават на минатото дека газеле кал. Министерот Мустафа ја посети детската градинка Павлина Велјанова, во која моментално се работи на реновирање на санитарните јазни, како и изградбата на центри за децата со посебни потреби. Министерот рече дека и понатаму продолжува започнатиот проект инклузија на деца роми, оти тој проект е многу значаен за вклучување на децата во воспитно-образовниот процес. Тоа е еден проект на кој што веќе 7 година покажува силни резултати. Веќе децата навикнаа да влегуваат во градинките и да се социализираат со другите деца. Тоа е една стабилна иднина на образование, на учење на македонскиот јазик, на дружење со другите деца, со ромските деца, и сметам дека таква една инклузивност на ромските деца во детските градинки ќе покаже една поголема спремност во подготовка на прво оделение. Ние со иста таква кондиција владата на Република Македонија во соработка со локалната самоуправа и понатаму со огромна кондиција ќе одржиме од година на година да сместуваме се повеќе и повеќе деца во детските градинки. Ова место кое што беше каде што не можеше да се прииде буквално, веќе забележуваме дека е оформено во една современа урбана заедница, каде што асфалтот е секојдневие од најмалите до највозрастните во ова населба. Тоа е благодарение на заедничките успеси на декадата на ромите, спроведувана од владата на Република Македонија и општината Кочани. Не е нескромно ако речеме дека ова е за пример на повеќе градови во Република Македонија и примери како треба да се однесуваме, односно како треба да соработуваме на оваквите заеднички проекти. Министерот Мустафа ја посети и Кочанската џамија, која што со минаретово изградба постепено добива нов лик. Оствари средба и со муслиманските верници кои беа собрани на молитва во џамијата и им го честиташе утрешниот голем празник Курбан Бајрам. Во Облешево се одржа јавна расправа по стратегиската оценка за влијанието врз животната средина од изградбата на експресниот пат Штип-Кочани. Присутните на расправата има неколку забелешки на предложениот проект, од кои најголем дел се однесува на поврзувањето на населените места од општина Чешиново Облешево со новата сообраќајница. Локацијата каде што ќе поминува новиот експресен патен правец Штип-Кочани е најповолна од повеќе аспекти, а според добиените оценки ги задоволува потребните параметри за влијанието врз животната средина. Тоа е потврда дека е избрано најдоброто можно решение што ќе обезбедува задржување на постојните карактеристики на подрачјето, без поголеми нарушувања од еколошки, социјален, економски и друг аспект. Ова, меѓу другото, беше речено на јавната презентација и расправа што се одржа во Облешево, а на која се разгледуваше извештајот за стратегиската оценка врз животната средина за проектот за изградба на сообраќајницата. Голем интерес предизвика презентацијата меѓу присутните представници од локалните самоуправи, од предпријатијата и од граѓаните од општините од регионот. При тоа присутните најмногу дискутираа за можностите за сообраќајно поврзување на населбите во кои живеат со новиот пат. Гледаме голема заинтересираност и активно учество од нивна страна. Посебно беше отворено прашањето за доволен број на пристапност кон патот,
како и отварање на уште еден објект, односно клучка кај селото Облешево, кое што е најголемо село со 7 до 8.000 жители. Сметаме дека како експерти тоа е оправдано и треба да се насочи кон јавното претпријатие за државни патишта ова прашање за понатамошна дискусија. Иначе е убава атмосферата, позитивна, сметаме дека луѓето се заинтересирани и добро е што доаѓаат на вакви презентации да слушнат какви планови имаат јавните претпријатија во однос на развој на нивната општина. Реагирањата на присутните на јавната расправа беа дека потребно е да се изгради уште една клучка во близина на селото Соколарци или Спанчево за поврзување на општина Чешиново Облешево со патот. Сегашното решение во предложениот технички план обезбедува такви сообраќајни врски само кај железничката станица Ванчо Прке, кај Крупиште и кај Кочани. Токму тоа е причината од локалната самоуправа на Чешиново Облешево да бараат вметнување на уште една клучка. Видите и самите граѓани и бизнис секторот, значи имаме доста фирми кои гравитираат на овој пат, вклучително имаме доста оризови фабрики, мелници, рудници, после геотермални води, вклучително што ги има двете алтернативни клучки, се едната кај Кочани и другата кај Пробишти, општината Чешиново Облешево која не зафаќа со експресен пат, гледаме дека нема пристап до експресниот пат, треба да биколем по 25 км, а имаме до нас не самиот пат минува на 4 км и со ова мислам дека ќе успееме да добиеме една клучка и граѓаните сите да ги задоволиме потребите. Следната фаза што следува по јавната расправа е одобрување на заклучоците во стратешката оценка од страна на Министерството за животна средина. Потоа треба да се заокружат сите потребни документи за проектот и да се распише тендер за изградба на експресниот пат Штип-Кочани. КЈП Водовод беше домаќин на обука за вработените во комуналните претпријатија од регионот, а што ја организираше нивната асоциација АТКОМ. На обуката тие се запознаа со начинот на собирање и доставување податоци за работењето на фирмите, што потоа ќе се објавуваат на заеднички интернет портал. Асоциацијата на даватели на комунални услуги АТКОМ, во која членуваат јавните комунални претпријатија од Македонија, ќе добие веб страница на која ќе бидат презентирани сите информации од базата на податоци што е поврзана со нивното работење. Според најавите, веб страницата во вид на портал ќе го носи називот Макбис и преку него секој корисник на интернет ќе може да се поврзе и подетално да се информира за работата на претпријатијата. Подготовката за поставување на податоците на порталот е во тек, а на обуката за вработените, чиј домаќин беше Кочански водовод, представници од комуналните претпријатија од регионот се информираа како ќе функционира овој портал и кои се задачите за секое претпријатие посебно. Сите податоци од сите сектори, од водовод и канализација, од одведување на отпадни води, од јавна чистота, комунална хигиена, значи на тој веб портал секоја заинтересирана страна ќе може да ги најде податоците за секој комунално претпријатие во Република Македонија. За таа цел АТКОМ организираше 7 регионални работилници. Една од тие работилници се случува денес во Кочани, на која вработените или одговорните од нашите комунални претпријатија од секторот финанси, водовод и за одговорните за бенчмаркинг имаат практична работилница за внесување на податоци во базата на податоци Макбис. Организирањето на обуката беше искористено и за заеднички состанок на директорите на комуналните претпријатија од регионот, за да се разгледаат актуелните проблеми во работењето и можностите за нивно полесно решавање. Од овој состанок произлегува некои заклучоци кои што ние како источен плански регион да кажеме и од останатите плански региони од кои ќе завршат сите работилници ќе биде направено едно сиже со сите проблеми со кои што се случуваат комуналните претпријатија и понатаму како АТКОМ ќе настапуваме пред надлежните институции се со цел да се намалат нашите проблеми, тоест да се олесни нашето работење во понатамошното тековно работење. Значи сите проблеми со кои што се соочуваме, знаеме дека не можеме 100% да ги отстраниме, меѓутоа што повеќе да можеме да ги намалиме. Присутните учесници на обуката во Кочани ќе се стекнат со практични знаења за собирање на потребните податоци, кои потоа редовно ќе се ажурираат. Ова значи дека информациите за финансиското и другото работење за секое претпријатие поодделно ќе бидат достапни по истекот на календарската година. Освен за граѓаните, ваквите податоци ќе им бидат од корист и на самите претпријатија, бидејќи ќе можат да прават споредби за своето со работењето на некое слично на нив, според бројот на вработените и обемот на услугите што ги извршуваат.
Нова пристапна патека и дополнително уредување на просторот ќе добие основното училиште Никола Карев. За оваа намена ќе бидат вложени близу 7.000 евра, а инвеститор е локалната самоуправа. Конечно се преземаат активности за менување на сегашната грда слика од пристапот до главниот и споредниот влез на основното училиште Никола Карев. Општина Кочани планира да потроши над 420.000 денари, со кои треба да се реконструира сегашната пешачка патека од северната страна во должина од околу 100 метри. Според техничкиот проект, наместо сегашната камена коцка поставена пред повеќе од 4 децении, на пристапната патека ќе се вградат бехатон плочки и ќе се направи дополнително уредување на незината околина. Освен до новоизградениот влез во училиштето, патеката ќе продолжи и до стариот, при што ќе се обезбеди пристап до постојните скали. Ваквиот зафат се најавуваше од поодамна, односно од периодот кога започна реконструкцијата на фасадата и изградбата на влезот. Општина Кочани веќе распиша јавен тендер за избор на изведувач на градежните работи, пошто се очекува проектот да се реализира во текот на првото полугодие од оваа учебна година. Инаку и понатаму останува нерешено прашањето околу изградбата и уредувањето на соодветен паркинг простор за потребите на вработените во училиштето и на останатите институции што гравитираат во овој реон. Пред неколку месеци ваквата потреба беше изнесена и на пресконференција, на која беше речено дека имотно-правните односи за целиот простор на училишниот двор се одамна расчистени и тој е во државна сопственост. Според деталниот урбанистички план, Никола Карев има градежна маркица, но за сега нема информации зошто не се реализира вцртаниот паркинг простор на западната страна од училиштето. Според планот, таму би можеле да се паркираат 60 на возила, но просторот е обраснат со трева и грмушки, а на средината се наоѓа стара, запуштена куќа. Центарот за јавно здравје Кочани ги известува граѓаните и институциите дека на 24 септември, четврток, од 5 до 8 часот наутро, стручни екипи ќе спроведат авиотретирање против комарци. Авиотретирањето против комарци ќе се врши авионски со еколошко средство за уништување на комарците, широкопојасен инсектицид за третирање на комарци, одобрен од Бирото за лекови. Со авиотретирањето ќе бидат опфатени површините во градското подрачје на Кочани и поголемиот дел од низинските села што припаѓаат на територијата на општината. Граѓаните што одгледуваат пчели потребно е да ги преземат потребните заштитни мерки за време и по третирањето на подрачјето. Доколку временските услови се неповолни, односно ветер или дожд, третирањето ќе се одложи за следниот ден. Вечерва се затвора јубилејното Истиванско здравоживо. На програмата во последниот ден е гала концерт на сите учесници во спортската сала Капетан Кирчо Димитриов. Се затвора 30-тото јубилејно Истиванско здравоживо. Целовечерниот гала концерт на ансамблите од странство и македонските фолклорни групи се одржува во спортската сала Капетан Кирчо Димитриов во Виница. Иако традиционално ова финале се одвива на плоштадот Ангел Винички, поради неповолните временски услови се користи алтернативната локација, која пак минатата година, исто така поради дожд, го угости отворањето на фестивалот како алтернатива за отворената сцена во Истивања. Истиванското здравоживо официјално почна во саботата. Меѓу поважните фестивалски содржини беа концертите во Македонска каменица и Чешиново Облешево на празникот на оваа општина. Во програмата беше поместена и посета на музеот Теракота и Виничкото кале, како и еднодневна екскурзија во Скопје. И на последниот концерт му претходи дефиле со фолклорните групи покрај градскиот парк во Виница и низ центарот на градот. Во него учествуваат сите 11 фолклорни ансамбли од земјите учеснички Бугарија, Молдавија, Турција, Монголија, Литванија и Србија, како и домакинот фолклорниот ансамбл Китка и останатите ансамбли од Македонија, кои продефилираа низ Истивања и на денот на отворањето. Гала концертната програма се состои од настапи на сите учесници. На денот на отворањето се одржа и Македонската национална вечера, а ден претходно националниот ансамбл Танец одржа вокално-инструментален концерт насловен Песни за јунаците. Покровители на Истиванското здравоживо се единицата на локална самоуправа Виница и Министерството за култура. Продолжуваат деновите на Кочанскиот Орис. На 24 септември в четврток концерт ќе одржи квартетот флејти Аулос, млад и специфичен состав од 4 флејти, кој е изворена програмска новина на музичката сцена во Македонија.
На 24 септември во салата на мултикултурниот центар во Кочани концерт ќе одржи квартетот Флейти Аулос. Публиката ќе може да проследи популарни дела од Моцарт, Чајковски, Бизе. Камерниот состав Аулос е присутен на музичката сцена 7 години, а во него настапуваат Марија Јакимовска, Ангелина Катмерова Алексова, Тамара Џајковска и Богдана Бушевска. Тие се магистрирани музичари и студенти на Факултетот за музичка уметност во Скопје, во класата на професорите Страшо Темков, флейта и Гордана Јосифова Неделковска, камерна музика. Како млад и специфичен состав, 4 флейти Аулос е изворена програмска новина на музичката сцена во Македонија. За Аулос се пишувани и посветувани дела од македонски автори, како што е Кокан Димушевски. Концертот во Кочани е во рамките на манифестацијата Денови на Кочанскиот Орис. Почетокот е во 20 часот. Верниците од исламска вероисповед го слават Курбан Бајрам, денот кога им посветуваат внимание на сиромашните и принесуваат курбан кој представува врска помеѓу богатиот и сиромашниот. На празникот му претходи пост. Курбан Бајрам значи доближување кон Аллах и со принесувањето курбан муслиманските верници се доближуваат кон Аллах, затоа што курбанот според нив е Божја обврска. Тука се зема социјалниот момент во преден план, затоа што курбанот представува врска помеѓу богатиот и сиромашниот, врска помеѓу муслиманот и христијанинот и помеѓу сите други различни структури. Тоа значи ако богатиот може да приложи курбан, а сиромашниот не, тогаш богатиот треба да му даде на сиромашниот за да се израдува и тој. Значи моментот на радост на сите е всушност карактеристично за празникот. Bugün Kurban Bayramı'nın arefesidir. Значи денеска дел од за утре Бајрамот, значи денеска се кажува Арифе. Во Медина и Меке се молат за утре и таму облекувале нешто бело како кефен што се кажува и се молат на Господ. Прошлото Бајрам, значи тоа што останале од христијаните и јахуди, не знам тие што кажуваат, да, и за нив постеле посебно, еден месец се пости за прошлиот Бајрам, а за овој Бајрам, значи еден ден се прости. Во тие земји каде што се принесува курбан владее мир, затоа што со принесувањето се спречуваат меѓусебните расправи и кавги, вели оџата. Овој Бајрам што се кажува Курбан Бајрам, значи да се многу блиску со Господ. Курбан Бајрам да го славиме и да го чувствуваат сите тоа што го имаме во нас среќата и за тоа се кажува Курбан Бајрам и да се тоа месото што се сече или да се пржи да се даде или вака посебно. Инаку, на ден пред празникот, муслиманските верници се собираат на молитва, зашто претходно мора да се измијат на чешмата што се наоѓа во дворот на џамијата, со цел да влезат чисти во неа. Празникот го дочекуваат со молитва, на кој му претходи еднодневен пост. Оџата Еркан им го честитеше Курбан Бајрам на сите верници од исламската вероисповед. И за крај спортската информација. Детските лиги функционираат задоволително и годинава, но со една генерација и една екипа помалку. Во Чешиново денес на програмата беше осмина финалето од Пионерскиот куп. Изминатиот викенд се одигра и првото коло од детските фудбалски лиги. Истото ќе се докомплетира следниот викенд. Годинава детската лига се соочи со проблеми околу кворумот за лига над преварувањето во една генерација, а дел од клубовите се соочуваат и со финансиски потешкоти. Сепак регионалната детска лига е голем чекор напред, а таков е ставот и на координаторот Атанас Кушевски. Една од програмите на Фудбалската федерација, веќе од трета година, ние зедовме учество во таа масовна, да не речеме почетокот и сиромашна малку детска лига да ја речеме, а за разлика од 2 години ова е веќе трета, значи се појави поголем раст и се појави една разлика и интересот едноставно на децата
од помалите генерации стана неминовен и ден мислам дека и ние како постари така на некој начин сакаме да им помогнеме на децата, да ги упатиме. Како и минатата година, надпреварувањето слично со слични екипи, но и една помалку. Важно според Кушевски е да се пријават екипи во сите генерации, но сите представници што пријавија екипи оваа година имале недостиг од деца во генерацијата 2002 која требаше да биде носечка. Правилата се тие на Фудбалската федерација, значи треба да се почне со 6 екипи или да се пријават најмалку 6 екипи за да може првенството да се одржи. Меѓутоа оваа ситуација ние имавме 5 и оваа година нема да се такмичиме во 2002 генерација. И тоа не значи тоа дека нема да се такмичиме во 2002 генерација, тука се генерациите од 2002, 2003, ова е 2003, 2004, 2005, 2006 и 2007. Надпреварите започнаа на 19 месецов, а според распоредот ќе траат до 7 ноември кога завршува полусезоната. Започна надпреварувањето и во Пионерската лига во категорија пионери и помлади пионери. Поради проблеми со пропозициите, надпреварите од осмина финалето од фудбалскиот куп на Македонија помеѓу Фудбал Старс и Металург во конкуренција на пионери и помлади пионери беа регистрирани со службен резултат од 0:3 за гостите од Скопје. Почитувани, тоа беа подготвените содржини за ова издание на вестите. Повеќе информации и на веб страницата kanal8.mk. Довидување.